Кога е најдобро време да засадите дрво? Одговорот на ова реторичко прашање е многу едноставен. Пред 20 години. Така и прашањата што се редат за македонското земјоделство заслужуваат веројатно сличен одговор. Ако пред 20 години се поставеше вистинска стратегија за аграрот, денес Македонија немаше да биде колонијална база на богатите земји за производство на финални производи, туку самата ќе ги произведуваше. Секако подобро е дрвото да го засадиме денес, одошто утре, ако веќе сме го промашиле дводеценискиот период откако оваа држава имаше можности самостојно да одлучува. На оваа тема земјоделство и сето она што ги интересира земјоделците и се разбира и другите граѓани во Република Македонија, вечерва во 24 отворено дебатираме со министерот Љупчо Николовски. Добро вечер, добре дојдовте во студиото на 24 отворено. Добро вечер, поздрав до гледачите. Господинот Миле Јакимовски, представник на партијата ВМРО ДПМН, на опозицијската ВМРО ДПМН, председател на Комисијата за земјоделство во Шубарство и водоснабдување. Така е. Благодарам што се одзовте на поканата. Гледачи, поздрав до водителот. Се надевам дека ќе имаме продуктивна емисија. Се надеваме и ние. Господјата Васка Мојсовска од Националната федерација на фармери. Добра вечер и за вас, прв пат во ова студио. Добра вечер и благодарам за поканата. Се надевам че имаме успешна емисија. И господинот Николче Бабовски од платежната агенција или како што ја велиме Агенција за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој. Добра вечер и за вас и вашиот ресор е прилично жежок со оглед на темите и оние што ги најавуваме вечерва, меѓу другото и субвенциите се разбира, кои што ги интересираат земјоделците. Пред да започнеме со дебатата, министре, вие доаѓате од седница на влада. Денеска таму на дневен ред беше една точка околу рудникот Казандол. Донесовте ли одлука што со тој рудник, бидејќи ова е едно прашање што го тангира можеби најземјоделскиот регион во Република Македонија. Таму земјоделците стравуваат дека отворањето на рудникот Казандол може да значи многу штети за нивното производство. Да, владината седница е се уште во тек и од тој аспект не може да се изнесат многу повеќе информации. Она што можем да го потврдам е претходните 9 месеци секојдневно премиерот, Министерството за економија пред се, сите засегнати страни и ние бевме вклучени во една сеопфатна дебата во делот заедно со институциите, со граѓанскиот сектор, со сите засегнати страни по ова прашање кое што беше покренато. И со задоволство може да се каже дека и со посветеноста на председателот на владата и со посебна група која што со негово решение беше направена, денес председателот реферираше пред владата во делот на ова информација. Владата денес ја разгледа и усвои информацијата за степенот на изграденоста на рударскиот комплекс Казандол и го задолжи Министерството за економија во рок од 7 дена да ја информира владата, односно да поднесе информација до владата за исполнетоста на условите за раскинување на договорот и за одземање на дозволата за експлоатација која што е дадена во 2015 година. Правецот е тој, многу повеќе детали од владината служба по завршување на самата владина седница. Добро. Ова накусо да кажеме, ова значи дека рудникот Казандол нема да се гради? Владата во рок од 7 дена ќе ја разгледа таа информација за степенот на изграденоста, но и за исполнувањето на условите за раскинување на договорот за минерални суровини кои што го има дадено Министерството за економија. Се констатирани правни неправилности, голем број, направени се сите контакти, вклучително и со самото друштво кое што е инвеститор и се надам дека еве по завршувањето на владината седница ќе имаме повеќе детали. Според това што го сватив, има сериозни индиции дека не се исполнети условите и дека владата ќе пристапи кон раскинување на тој договор со инвеститорот. Да. Ако можеме да сублимираме на тој начин. Да, здравието е најбитно пред се. Владата денеска имаше обсежна дебата, но на повидок се правни аргументи кои што потврдуваат дека овој договор ќе биде раскинат. Добро. Ви благодарам. Тоа беше колку за увертира.
исто тоа е во најземјоделскиот регион во 3 општини и е прашање кое што ги засега самите земјоделци е во функција на заштита на најбитната стопанска гранка која што може да биде и стратешки во наредниот период со правилни политики и стратегии да македонската економија се базира на производството на храна. Добро, веста ни доаѓа директно практично од седницата на владата, од каде што дојде министерот Николовски пред 15 на минути тука во студиото на телевизија 24. Веднаш ќе почнуваме значи со она што беше најактуелно и изминатава недела, тоа сакаме да го речистиме на почетокот, околу можноста што или опасноста од трговска војна меѓу Македонија и Србија, која што почна со македонското барање за воведување на бандероли на брашното, односно за бандеролите да бидат ставени. После тоа се постигна извесен компромис, за кој што медиумите јавија дека Македонија попушти во овој компромис. Зошто дојде до тоа и што се случи? Апсолутно, јас сакам и јавноста да биде информирана за деталите, заради тоа што имавме конструктивна средба со потпредседателот на владата на Република Србија и задолжен за трговија Расим Јаич. И во претходните неколку години на 13 пати се случува вакви обиди за воведување на контрамерки и најави од било која страна, но сметам дека сега ги поставивме на долг крок работите и она што е договорено, апсолутно во ниту еден случај не значи попуштање на македонската повлекување на Македонија во дел на правилникот, односно еве да пластично објасниме. Македонија увезува брашно од килограм, 2 килограми, 5 килограми, 25 килограми, 50 килограми од Србија. Маркичките до сега се лепеа во Србија и влегуваше брашното на граница, отпосле се правеа анализи, меѓутоа целиот овој правилник поради нефункционирањето и на институциите во претходните 11 години се наоѓаше во малопродажба директно пред да се направат анализите. Она што го променивме со правилникот е само овој ред на активности да се почитува. Се соочивме и со аргументите и она што е договорено и подпишано со министерот и подпредседател на владата на Србија е за брашното кое што е со пакувања од 1, 2 и 5 килограми, а кое што е вкупно процентуално 4% од вкупниот увоз на брашно кој што го имаме од Србија, да се поради навистина аргументот дека не е возможно да се прави тоа во Македонија, дозволивме компромисно тоа да се прави во Србија. А на 94% од увозот, тоа е брашното 25 и 50 килограми, ќе се лепи, односно контролните маркици ќе се издаваат по направени анализи кои што се приложени при барањето за контролни маркици, односно тука во Македонија. Но ако ние попуштивме во овој дел за малопродажни за килограмите од 1, 2 и 5, што Македонија доби за возврат во делот на олеснување на пласирање на македонски производи во Србија? Првин добивме со тоа што 95% од брашното кое што влегува во Македонија и за кое што не сме сигурни во самите постапки дали тоа брашно први наскладирано во магазините, па се чека на анализи, не сме сигурни дали луѓето и што конзумирале, сега обезбедуваме да во тие 95% контролните маркици се лепат во Македонија. Дополнително се отвара дискусијата која што ќе водат стопанските комори на чие што барање се воведени маркиците, ако тие речат дека треба да се укинат, ние немаме проблем со тоа да ги укинеме, бидејќи единствено барање на кое што се воведени е на стопанската комора. Дополнително на 15-ти, тоа е задутре, во Белград, ќе се состане првиот состанок на комитетот, веќе стопанската комора на Македонија, сите засегнати страни се консултирани во делот на прашањето кои што ние треба да ги отвориме. А навистина имаме доста бариери, односно долги процедури, анализи за кои што дополнително се чека, дополнителни тешкоти кои што ги имат нашите извозници на српскиот пазар. И навистина сметам дека најголем дел од тие прашања ќе бидат разрешени. Благодарам, господин Јакимовски. Прво кус коментар за првото прашање околу рудникот Казандол и тоа што се случи практично со најновата владина одлука со која се пристапува кон раскинување на тој договор. Како го оцените вие тоа, како земјоделски аспект? Ние конкретно од министерот не слушнавме дека сигурно ќе се раскина. Значи, кажа господинот министер дека владата е во тек, ќе се разгледат можностите, условите,
договорите, дали се исполнети условите од договорите, дали не се, пошто бидејќи договорот не е само парче хартија кое регулира, да кажеме, само работа, туку има одредени еколошки стандарди и така натаму, така да во тој дел, ако не ги исполнуваат договорите, апсолутно ние немаме ништо против да се на некој начин прекине со тоа. Меѓутоа, нели, ја слушаме страната на владата. Веројатно во наредниот период ќе имаме шанса да ги слушнеме и другата страна. Секако дека таму местното население имаше одредени референдуми и едно друго, нели, одредени јавни расправи и така натаму, додека не се стават аргументите на маса, не можеме да разговараме. Исто како што, нели, добивме, веднаш продолжувам, нели, на вториот дел, добивме едно штуро соопштение. Еве сега го потврдивме истото штуро соопштение и многу интересно што господинот министер има блокада временска. Значи, вика се правеле манипулации 11 години. Значи, 12-та година, 13-та година, 14-та и 15-та, кога СДСМ беше на власт, гарантирате дека не се правеле манипулации. Бидејќи нели збориме, ние сме затворени во временска рамка од 11 години. Меѓутоа, ако се враќаме на историјата, во 7 месец, ВМРО ДПМН на неколку пресконференции реагираше за овој проблем и знаевме што ќе се случи 7 месеца пред тоа. И рековме дека во Македонија влегува поевтино српско брашно, значи брашното кое влегува во Македонија е поевтино во Македонија, српското брашно, отколку српското брашно во Србија. Тоа е многу интересна работа, меѓутоа тоа е и наша поука. Ако не сте запознаени, Република Србија има Министерство за надворешна трговија. Тоа Министерство за надворешна трговија ги креира мерките на така наречени, иако сме нели ние слободен пазар, на скриени субвенции. Истото тоа ни се случува и со млекото. Значи 35 денари е млекото во Македонија, а ние немаме таква производна цена. Како го прават тоа, треба и нашите... Само да ве прашам, вие сте алармирале во 7 месец. Еве ќе ви кажам што конкретно што сме кажали. Проблемот бил многу години наназад, зошто тогаш не сте алармирали, не сте го решавале додека бевте на власт? Видите, никој додека ние бевме на власт не дојде од страна да ни го реши проблемот. Пак се решаваше проблемот со преговори, пак се решаваше проблемот со одредени нели условно земено натегање и секоја година проблемот оваа време се истакнува низ години наназад и се решава. И мајки го тоа наше искуство, ние рековме. Значи, цело време ни стратегии ве викаме ланец на вредност, синџир на вредност, додадена вредност. Што ни се случи сега? Ние сме окупирани од српското брашно, нивните мелничарски индустрии работат со поголем капацитет, нашите мелничарски капацитети не работат, додадената вредност останува во Србија, примерните земјоделци... Добро, што е вашата замерка во делот на договорот што е постигнат или компромис? Вака, значи, прво ќе ви кажам за апелот, а после ќе ви кажам за нашата замерка. Значи, вака, ние предлагавме мерка зголемување на субвенциите на примерните земјоделци 6000 денари по хектар, како би можело да се испегла. Во секој случај, знаеме дека ние сме регион кој има просек 2,5 до 3 тони по хектар, осем Пелагонија кај што има 4 тона. Знаеме дека ние со Војводина не можеме да се движиме бидејќи има 6, 8, 10 илјади килограми по хектар. Знаеме дека трошоците на производство, уситнетите парцели и сите тие работи, сето тоа не ни иде во прилог, меѓутоа во исто време мора да ги пегламе овие биланси. За ваша информација... Добро, само ќе ве молам малку да бидеме поовакво... Да, конкретно во конкретниот договор на што му забележувате еве на министерот, во кој дел? Договор? Па тој што го постигнале со Лјајич. Па вака, Министерството донесува на 16 или на 18 февруари правилник. Правилникот е службен акт, подзаконски акт. За месец дена викаме пупу не важи правилникот. И се чудиме зошто во меѓународната политика ни бараат промена на устав и така натаму. Значи ние сами си го порекнуваме правилникот кој е донесен пред еден месец. Да, министр, да, можеш одговор, да. Прво, господинот веројатно не знае дека земјоделците оваа година земаа 12 наместо 6000 денари за субвенции.
веројатно не е информиран. И тоа се сега велите дека сте предлагале, не сте предлагале. Ние предлагавме, се извинете, може ли да не може кога ми импутирате преди 11 години. Ја викам дека оние субвенции за 12.000 денари требаше се зголемат уште за 6.000 денари. Да, и се зголемија. И многу добро знаат земјоделците дека 10 милиони евра повеќе пари се платија, тука е директорот на платежна ќе потврди, уште при првите обструкции, блокади и неисплатени субвенции кои што ни ги оставивте да ги исплаќаме од 2013 навак, а ќе збориме подоцни за субвенциите и редовната исплата. Ова е сега за житопроизводителите збориме сега. Да, само еден податок ќе ви кажам. Во последните 4 години, во последните 4 ќе продолжите и вие. Во последните 4 години едни се податоците кои што ги дава Царинска управа, други се податоците за купени маркици во Министерството, трети се податоците кои што ги даваат институтите за анализи, четврти се податоците за Агенцијата на храна. На основа на тие податоци и тие разлики од 30.000 тона брашно кои што не се знае каде е отидено, е оваа мерка господина. Тоа беше во времето на ВМРО ДПМН, кога институции не функционира, кога инспекторите си имаат диспозиција да се пазарат или да прават не знам што на граничните премини. Со ова сакавме да ставиме во ред граѓаните, ова не е политичка трибина и политички памфлети, нема потреба. Само заради јавноста ги споделувам официјалните бројки и податоци кои што ги добивме. Јас од 1 јуни договараме и на ниво на подсекторски групи кои што беа укинати од претходно, и на ниво на комуникација со мелничката индустрија и со сите засегнати страни, од каде што произлегува овие барања и за намалување на цената на контролните маркици, и за намалување на цената на други услови. Добре, ја колку што разбрав, господин Јакимовски ве прозвал зошто си го повлековте правилникот што бил донесен. Тоа нема да го одговори секако. Тоа беше прашањето. А не го разберам, правилникот не е повлечен, значи сега измена е направена, автоматски. Јас така го разбрав. Апсолутно, ама не сте го направиле официјално изјава. Измена туку се договориле у 4 очи и дозволете да кажам зошто ВМРО ДПМН е против ова. Заради тоа што дозволете. ВМРО ДПМН е за хаосот. Да, така е. Да продолжи шверцот. ВМРО е за криминалот да Ќе ве молам, господине, сега тоа е едната работа и другата работа да ставиме ред. Вие зборите за криминал, а да ве подсетам на годините 90-98 година. Нема да ме подсетувате. Нема што да ве подсетам. Господине, од 1 јуни сум министер. Добро, ајде да ја привршиме овој дел од дебата, повелете Јакимовски. Ако сте вие од 1 јули, ја не сум бил во министерството, нити вработен, нити ме тангира тоа. Меѓутоа, за волја на вистината ние мора да го кажеме реалност, да ја кажеме реалноста. Океј, граѓаните знаат вистината и за тоа како се реши овој проблем. Секако ја знаат, ние планиравме, а ја знаат исто и мелничарите, зашто им зврјат млиновите празни, а ние предвидувавме условен увоз на пшеница како би ја разработеле нашата индустрија, а не туѓата индустрија. Ова е трговска војна, а во другата ситуација вика ние направивме успешен договор. Што добивте вие? Извинувам, заради тој условен увоз кој што го правевте во претходните години, Македонија доби сериозни шамари. Македонија доби сериозни опомени дека крши меѓународни спогодби, дека ги крши договорот за ЦЕФТА, дека го крши договорот и членството во Светската трговска организација. Немој да ми кажувате за Светска трговска организација, ќе ве молам. Ниту една одредба од ниту една обврска на државата во меѓународните договори. И ние со еден партнерски коректен однос го заштитивме домашното производство и го решивме проблемот така што имате ли некаква отстапка? Јас сакав да довршам. Мислам дека не е културно да цело време министерот го почитувам како Добро, мислам дека се убацувавте еден на друг, така да тоа е некогаш добро за дебатата, но конкретното прашање беше што ние добивме од Србија. Ние добивме од Србија, дојде Расим Љаич, седна 2 сата и се испоздравивме, се испосликавме и вие сте окей. Ние ќе ја продлабочиме соработката, ние ова, ние она, ниту еден официјален документ. Дали кажа што ќе правиме со раноградинарските производи, дали нема да имаме обструкции од нивна страна, дали кажа како ќе го регулираме тоа однос, како ќе ги за 2 часа, еве точно. Значи точно дека Расим Љаич беше во Македонија 2 часа. Вие дојде и одржа лекција за заштита на нивното домашно производство и вие рековте како и секаде во политикава. Со тоа што го прифатија нашиот правилник ново донесен. Повелете, па него го прифатија во целост. Повелете, ќе ги смениме одредбите, а вие сте добри дечки, еден ден ќе ви помогнеме. Тоа беше приказката за тие 2 сата. Ви благодарам на двајцата, да ги вклучиме се разбира и другите дискутанти. Мојсовска, сигурно го следевте и вие овој проблем, бидејќи ги
за сега земјоделците од сите аспекти. Мислите ли дека постигнувањето на тој договор може да помогне во заштита на македонското производство и како ќе бидете вклучени вие сега понатаму во преговорите за ова, или ако тоа иде само на ниво на стопански комори или преку коморите ќе делувате? Вака, ние како организација секогаш нели сме на правата на земјоделците и секогаш гледаме нашето домашно производство да си го заштитиме. Можам да ви кажам дека во нашата организација има подсекторски групи кои што ги детектираат сите нели проблеми од секој сектор. Така имаме и подсекторска група која што ги детектира проблемите од нели житните култури. Ние не можеме нели да кажеме за мелничарите и за нивните ставови и за нивните проблеми, бидејќи но за земјоделците што го произведуваат житото, да. можете, значи можеме да кажеме дека ние како координативно тело кое што го формиравме во нашата национална федерација, направивме анализа на неколку производни цени на неколку производи. Така имаме и производна цена за пченицата. Значи, за 2016 година производната цена за пченицата беше негде 11 денари, а се откупуваше за од 8 до 10 денари. Тоа е најмногу што ги засега земјоделците и тие што произведуваат пченица, за да има повисока цена нели продажната од производната. Натаму како милничарите ќе се договараат нели како ќе следе таа трговска размена со соседните земји, ние не можеме да ја предвидиме. Нас единствено како земјоделци не интересира нели нашиот производ да има повисока цена на домашниот пазар. Да. Господин Бабовски, кај вас е едно од главните прашања во земјоделството, барем она што најмногу ги засега земјоделците, тоа се субвенциите. Со каква динамика се исплаќаат годинава и мислите дека се движите до планираниот роковник и особено дали ќе успеете во планираниот рок, тоа е јуни 2018, да ги исплатиме сите субвенции за 2017 година, бидејќи знаеме дека многу години наназад имаше доцнење на овие рокови. Прво, во однос на динамиката на исплата на субвенциите, би се вратил многу кратко назад само. Значи, во текот на 2017, онај хаос што го најдовме од 2013, 14, 15, 16, за неисплатени субвенции се потрудивме во најкусможен рок тоа да го направиме. И како еден илустративен пример, според нашата анализа и економските показатели, ние на крајот на 2017 имавме реализација на буџетот од 99% во директни плаќања. Тоа никогаш ниедна влада досега не успеала да го постигне. Доколку има било кој од да ова го демантира, ја стојам на располагање со документи, со факти, со бројки, дека тоа е така направено. Тоа кажува дека посветено секторот земјоделие работи на исплаќање редовно на субвенциите, односно овој период е можеби и најпреломниот период за нашето земјоделие, бидејќи сакаме возот да го вратиме на шините, односно сакаме да субвенциите кај земјоделците доаѓаат во право време, она кога ними им е најпотребно. Во овој момент имаме заедно со тутунот кој што се исплати минатата година, е дел од програмата 2017, чија што имплементација, односно чија плаќање на субвенциите завршува законски со 36.2018, веќе повеќе од 77 милиони евра се легнати. Тоа е над 50% од она што е предвидено во буџетот. Добро, Јакимовски, да ве прашам, тука вие имавте доста забелешки во текот и на изминатиот период преку пресконференции за делот на исплатите. Заради што? Значи, ако е 50% исплатено веќе и на 50%? Значи, преовладува прво да ги скриените пораки да ги разобличиме еднаш за секогаш. Значи, што има скриено да молам. Во нешто на сметката на земјоделците. Дозволете да ако вие криете, ако вие криете тајни списоци по кои исплаќавте, ние тоа не прво да каже па ќе дозволи. Па не велите дека нешто криеме потранспарентно работењето на ова влада во овој момент не било никогаш. Однесува на следново. Ве молам. Министер, не можете да ни импутирате дека имаме нешто скриено.
оркестрирани сега. Дозволиме да си Мислам каже. дека јавноста гледа кој е оркестриран. Гледа Ја зборам и добро осеќа, за и други, чувствува во за други секојдневниот живот, квалитетот на животот, моментот дозволете. кога Бабовски, се завршуваат Господине врските Бабовски, према молам, нашите Не граѓани. може ве да молам. се искаже Јакимовски, ве молам. Не можам да дозволам да се импутира скриеност Добро, кога нека каже, па максимално вие ќе транспарентно кажете. работи. Нека каже човекот, што па е нека каже. скриено? Вие велите дека имаме скриеност. Кажав ли ја што е скриена пораката? Ја кажав ли пораката? Кажете, ајде ја слушниме. Ова слушнавме многу пораки, па и ова ќе ја слушниме, не е проблем. Не фарбате згради по Не сум градот. јас фарбар провокација, Немојте ниту по полека. Ако вие се чувствувате за таков, тогаш знам дека е јас тежок, не знам дека е ништо. тежок земјоделскиот живот и мака, меѓутоа смирете се малце. Јас ја Како сте го кажувам, сетиле тоа, извините да ја кажам. кажувам, дека е тежок. смирената- Прашајте ги ними. скриената порака дека ние сме оставиле долгови. Сега Да. тоа е скриената порака. Па сега викате да, цело време сега ми контрирате. Значи не ми дозволите да се искажам, сега ми викате да. Ајде ве молам, бидете малце по-парламентарни и културни. Значи, еве, јавно ќе кажам пред македонската јавност. Ние такви проблеми немавме. Бидејќи СДСМ не ни остави ништо. Значи, после фамозните 11 години, од 2006 до 2004, субвенции нула. И така да немавме за останати долгови, затоа што механизмот субвенции го немаше. Господине, ако сте свесни, Да. вие сте директор на институција што ја формира ВМРО ДПМН. Чисто основ е почетокот уште за време на владата на СДСМ до 2016 веќе беше влезено во секторската програма во Ќе ве секторските молам, договори. основот и пратеќата... Нешто да надградите е многу лесно ако знаете тоа да го направите. Еве вака ќе ви кажам, значи и пред попот има поп, вика народот. Значи ова платежна агенција е Да. пандам на фондот за земјоделство кој е формиран 2002 година од страна на владата на ВМРО ДПМН. Знам, бидејќи во тоа време, многу ми е жал што не се познаваме, во тоа време бев државен се секретар запознавме, не е и проблем. бев директор на не директор, туку председател на управниот одбор на фондот. И така да после се трансформира фондот и се направи 2006 година се направи платежната агенција. Ви оставивме таква институција. Ви го оставивме целиот систем. Агенцијата е 10 формирана, да ве подсетам, 2008 со законот за формирање на агенција. Не е 2006. 2008 е точно, меѓутоа не е 2006. Ви оставивме целокупна, 2006. ви оставивме целокупна стратегија. 2 среднорочни стратегии, програми, завод за платен за следење на цените и целиот институт што се вика земјоделство, го оставивме. Ги уведовме субвенциите, ги уведовме мерките, ги поставивме согласно европската политика на 3 фонда, на 3 столба и сега вие ми кажувате СДСМ, вака СДСМ. Сетите се на Законот за трансформација на земјоделските комбинати 96 година, кога еден од вашите министри еднострано ги укина сите субвенции и сите заштитни цени. Добро, сега И така натаму, ќе ве молам. Реалноста е многу реалноста е многу поболна, очигледно за вас, ама Бабовски може да одговори? да. Значи агенцијата е формирана со закон за формирање на агенција 2008, меѓутоа само еден податок, ако сакате да го слушнете, последниве 5 години, нема да се враќам многу поназад, динамиката на искористување на буџетот. Во 2013 82%, 2014 85%, 2015 од вам познати причини 92%, 2016 80% и 2017 ова година фискална која што заврши 97% на целокупниот буџет на агенцијата. Ако ова не ви е доволно и ако ова не кажува за само 6 месеци што успеавме нецели да направиме, тогаш Кои се тие 3% што ви недостигаат? 97% е реализацијата на буџет. Цело е кога има 100. 3% ви недостигаат. Кои се тие? Дел е во рибарството и аквакултурата и со тоа ќе ги беше и 100%. Аз се извинувам за мразовите и за елементарната непогода лани во Ресенско. Колку пари пуштивте? Плаќањето за штета ќе биде после поставено, како и да е тоа ми е дел во... Предпоставам. Ја го знам одговорот. Нула. Ја го знам одговорот. Добро. Околу субвенциите, министре. Одговорот. Тамам работа. И Јакимовски вели дека СДСМ наследи еден систем на субвенционирање од страна на владата на ВМРО ДПМН, кој што претходно не беше. Вие долго време го критикувавте тој систем, дека е практично систем за
повеќе се сметаше за социјална помош на земјоделците, наместо систем кој што навистина ќе го развие земјоделството. На кој начин ќе го промените тој систем ако веќе го критикувавме долги години? Тоа е една крупна тема на која што сме навлезени. Ако збориме за како е оставена платежната агенција оставена од ВМРО-ДПМНЕ минатата година без соодветен кадар и капацитет за да може сега да ги администрира барањата кои што ги имаме во ИПАРД програмите. И тоа е друга тема што се Министерството заедно со платежната и со Брисел правиме како да ги зголемиме капацитетите на платежната агенција која беше оставена. Не, мене ми е повеќе прашањето како парите да дојдат во вистински раце, значи оние што на вистина произведуваат, а не се делат по оваа или онаа линија. Да не се споредуваме кога и на кој начин се исплаќаат субвенции. И нема да се враќам назад, моје да зборам за политиките кои што ги прави Министерството. И од самиот почеток може да кажеме дека не постои никаков систем во Министерството на основа на што понатаму се доаѓа до исплата на субвенциите. Пример ќе ви кажам. Не постои систем во кој што се внесени сите договори за концесија на земјоделското земјиште. На основа на собственост на земјиште и на основа на договори склучени со Министерството за концесии, тоа е базата на која што понатаму се исплаќаат субвенциите. Ние ги немаме во еден систем, ниту во еден компјутер. Сега во моментот Министерството го креира единствениот систем за управување со земјоделско земјиште и ја спроведува ревизијата на земјоделско земјиште по основа на која што се раскинати огромен број на договори. Значи ние ниту сме имале представа кој должи, ниту на кој начин се исплаќаат субвенциите. Сакам да кажам дека основата, земјишната политика буквално беше сведена на нула. Ние почнуваме сега од создавање на еден унифициран систем во кој што ќе ги ставиме сите договори, ќе се поврзаме со катастар, го направивме ортофото снимањето, готова е почвената карта за да имаме единствен не значи имаше луѓе што добиваа навистина субвенции кои што ги гледавме на телевизија, си кажува дали е целиот тој систем на тој начин не збори дека целиот систем промашен или во кој дел? Не можам да сфатам. Напротив, значи во основа не постоел систем на кој што се базирани субвенционирањето. Сакам да ви кажам дека не постои единствена земјишна политика на основа на која натаму може да сме сигурни ние дали земјиштето е во правилни раце, дали се обработува и дали се зема земјиште. И ја тоа го покажав, има илјадници примери, огромен број по кој што сме покренале постапки за раскинување на договорите заради тоа што е добиено земјиште кое што не се обработува, а сега тоа го утврдуваме, а исплатени субвенции за земјиште што не е обработувано. Да се исплаќаат субвенции или се дава во подзакуп на други луѓе. Може да ни дадете некој пример навистина? Апсолутно, ние раскинавме договорот 700 хектари. Покренавме стотици постапки преку државно правоохранителство. Значи, дојдете во Министерството, ќе ви ги покажеме со име и презиме. Сега ќе разговараме за субвенциите или земјиште е давано на база на јавен оглас со комисија и е дадено во претходно склучени договори за закуп со јасно дефинирано. Сега јас зборам или значи се извинете, нема да се доведам во ситуација да се вметнуваме. Или ќе имаме точно термини, значи да се искажеме, заради тоа што очигледно господинот само сака да ја искриви вистината. Значи секој нека да ги вклучиме тука, значи во студиото на 24 вечерва се земјоделци од сите региони на Македонија и практично од сите сектори, да речам, во земјоделството. Јас би сакал да вклучам некој од вас кој што би можеле на оваа тема исто така да дадете свое мислење, доколку се почувствува некој во моментов спремен, да, господине повелете, микрофонот само ќе ве моламе да подајте го до... Да, представете се и... Стеван Чордановски, представник од Национална федерација на фармери на Македонија, доаѓам од Прилепско. Во контекст на прашањето за увоз на брашно, бидејќи сме ние производители на пченица, почитуван министре, не слушнав на измеативе денови дека зборнавте нешто врска со пченицата, кога бевте со српскиот министер, бидејќи знаеме ние дека од Италија се увезува најпоче пченица и едно прашање, друго прашање, ние со вас сме контактирали во други прилики на ниво на секторски групи каде што сме зборувале за ова интервентен откуп преку Бирото за стокови резерви, дали е тука нешто направено, дали се работи на тоа, бидејќи како што знаеме овој сектор производство на пченица
еден од најпогодените сектори, како од климатските промени, така и од ниските откупни цени и нерешеното одговорно производство. Да, ја ве замолив малку да се држиме до темата со субвенциите која што сега ја загатнавме. Ако можете за тоа да прокоментираме, прашањава да си ги чуваме, бидејќи таа е тема која што генерално ги засега сите. Еве, како вие во изминатиот период бевте задоволни од Па вака, ние сме задоволни во изминатиот период и сега во моментот. Значи, посебно производството на пченица во житни култури, ако не се тие субвенции, тој сектор сигурно не може ни да обстане. Значи, како што кажав, погоденоста од климатските промени, ниските откупни цени и ние крај со крај врзуваме со тие субвенции, значи со ова директна финансиска поддршка, и тука еве годинава има некои измени во таа поддршка за житни култури што позитивно ги поздравуваме. Добро. Повелете да и другата господја представете се. Фрусина Ѓоргиевска, доаѓам од Ресен. Би сакала само на директорот на платежната агенција да го прашам дека дополнителната финансиска поддршка, што значи 20% за регистриран земјоделец и 15% за Рицко-планинско, не е исплатена кај нас во Преспа од 2013 година. Да не треба на друго место да го поставите прашањето? Не знам, јас вас ве прашувам. Благодарам. Зедовме годинава само 20% регистриран земјоделец за 2016 година. Дали тие субвенции ќе бидат исплатени во текот на оваа година? Би сакала да ми одговорите. Да, повелете, господине. Добро, значи што се однесува за без разлика се извинувам за моето упаѓање, дека на друго место, навистина мислам дека на друго место во друго време требаше да биде тоа прашање поставено, меѓутоа не бегам од одговорот, значи генерално дополнителните мерки, како што знаете и самите сите кои што добивате субвенции, се оние мерки кои што се исплаќаат на крајот на програмата. Ние сакајќи да бидиме она институција која што ќе биде сервис и партнер на земјоделците, се потрудивме да основните мерки со најголема брзина, со најголема динамика ги исплаќаме, меѓутоа ништо што било заостанато, а е решливо, верувате, нема да го оставиме да не се реши. Ние не сакаме да се заглавиме во проблемите кои што некој пред нас веќе ги создадол и навистина се многу бројни, почнувајќи од еден подолг период, 13, 14, 12, 9-та има, вие подобро ги знаете. Како рековте, кога ќе биде значи на крајот прво да исплатата на основните мерки, а после тоа на крајот на спроведувањето на програмата одат и дополнителните мерки за тие две за кои што прашавте. Добро. Во контекст на ова прашање ја вклучам господјата Мојсовска на субвенциите. Ние изминативе десетина години, практично над милиарда евра, ќе ми исправи господинот Екимовски, се поделени во земјоделството на база на субвенции, а постојано расте увозот на храна во Република Македонија. Не го намалуваме тој јас меѓу увозот и извозот на храна, напротив, дури се зголемува. Дали ова значи дека субвенциите се добро насочени или имаме проблем, бидејќи првичниот впечаток е дека имаме сериозен проблем ако не сме успеале со субвенциите да го направиме планско производството, за да знаеме што точно ни недостига, што треба да правиме и како тоа производство понатаму да го направиме со една додадена вредност, се разбира. Значи, вака, земјоделието е една тешка професија која што е макотрпна, нели, и треба многу труд и влог да се вложи и да се учествува, целото семејство всушност учествува во производството на храната или во производството на земјоделските производи. Сакам искрено да кажам дека ако не се субвенциите, че ние земјоделците ќе престанеме да произведуваме храна. Значи, субвенциите се добредојдени во секој случај, секое нивно покачување и секоја помош за земјоделците од наша страна се добронамерни. Но едно е што сакам да потенцирам дека ние треба многу да работиме на покачување на цените на нашите производи. Значи, со години наназад производната... Се извинувам, велите добредојдена помош, така се разбира, секоја помош е добредојдена, но дали таа влијаеше на зголемување на вашето производство и дали влијае на зголемување на производството кое што го имате, бидејќи ако не влијае, тогаш е само помош. Ние не зборуваме за помош, ние треба да зборуваме за
плани за реорганизација на земјоделството, за да можеме оваа земјоделска земја да ја направиме извозно многу посилно од што е. Да. Значи секој земјоделец кој што професионално се занимава со земјоделие, цел му е да го зголеми своето производство. Но секторот земјоделие, како што кажа, влие и од многу други сектори. Како што се климатските промени, како што е пазарните аспекти, како што е ниската откупна цена, а високата производна цена на земјоделскиот производ. Ние, како земјоделци во годините наназад, имаме многу проблеми со тие климатски промени. Значи, сетете се само минатата година, 2017, зимскиот мраз, пролетниот мраз и сушата во која што ја зафати нашата земја придонесоа да ние имаме големи штети во секој сектор на земјоделието. И значи во тој контекст ми беше, ако не се субвенциите, значи земјоделецот не може да опстане. Исто така ја ги сваќам субвенциите како една мерка за гасење на пожари, а некако па мерка затоа за... треба долгорочно да работиме сите заеднички. Значи државните институции, невладините организации, значи научниот кадар кој што ќе се направи една добра стратегија која што понатаму не треба да се гасат нели пожари, туку треба да бидеме конкурентни. Јакимовски, зошто не се намали тој јас во увозот и извозот на храната? Колешката загатна една тема и кажа дека е многу комплексно, меѓутоа комплексите не ги наведе. Значи ние како Македонија јас не се задржувам на 11 години, туку се задржувам од 45-та па нааму. Значи секогаш сме имале одредени дефицити, одредени групи на производи. Увозот на храна е управо за тие дефицитарни производи. Еве за ваша информација, не знам колку знаат господа од Министерство, дека ние континуирано имаме проблем со 300.000 тона јунешко месо, бидејќи ние немаме доволно ова. Секогаш имаме увоз на пченица, секогаш имаме увоз на пченка, бидејќи немаме доволно површини по пченка за нашата живинарска индустрија, сточарска индустрија и така натаму, така да тие увози и извози се јавуваат како еден нормален биланс. Замислите сега што прави една скандинавска земја, една Шведска, кај што нема нели вакви култури како што имаме ние раноградинарски, и таа увезува нешто. Така да тоа е континуиран проблем. Меѓутоа, една друга тема загаднавме. Не, но ако милиарда евра се субвенционирани во 10 години и да кажеме дека е континуиран проблем, малку не ми изгледа па континуиран е, еве погледнете ги од Заводот за статистика, погледнете ги временските низи од 10, од 20, од 30 години, ќе видите дека нашиот балансот не е секогаш така. А зошто се зголемува во ефект? А тогаш зошто отишла тие пари во земјоделството? А зошто се зголемува во ефективни средства, сакате да ви кажам? Затоа што има една студија, не знам дали ја читале господата од Министерството, тоа е една студија од Народна банка на Република Македонија, во која ја имаат обработено добро цената на храната. Препораката од таа студија вика дека на светско ниво секоја година храната поскапува од 3 до 5%. Тоа значи дека ние, согласно, ај сега да не се враќаме назад од теоријата, Малтусовата теорија и теоријата на Адам Смит, нели, кој економиста ќе ме свати, дека ние како популација, луѓе, сме веќе 7 милиарди, а имаме ресурси контролирани и квалитет на земјиште тој. Така да е нормално да храната поскапува и да секој, а нарочито, како што кажа господината. Спомна прашањето за поскапување. Сега вие практично и барате зголемување на цените. Да, тоа е на откупната цена, бидејќи производната цена ни е далеку повисока од откупната цена на ние како една само работа да не останам должен. Значи збориме за оставивме пустош, некомпетентни кадри во вашата агенција во Министерството. Дали сте запознаени, а истовремено сакам и да известам и јавноста, дека 30 подрачни единици имаат нови ВД раководители кои се вработени од агенцијата џОБ, а преземени од Министерството за земјоделство. Луѓето нити имаат полагано за државен службеник, нити го имаат подпишано кодексот на државен службеник, а се раководители. Сега тоа? Моментално министерот веројатно повеќе знае. Добро. И значи значи го кажува дека е точно. Значи имаме понатаму распоредување на правници, лозари, сточари во државна фитосанитарна лабораторија која е акредитирана, бидејќи ценетиот министер многу се секира за меѓународната јавност,
Сега, можеби, тие ќе ни ја земат акредитацијата на таа фитосанитарна лабораторија заради тоа што има некомпетентни луѓе вработени. Добро, Избориме... вие имплицирате дека вработуваат некомпетентни партиски кадри, што можам да сватам или... Ама не, да? Викаат дека биле у наше време некомпетентни. А сите се веде, дури човек кој што е за човечки ресурси е преку агенција преземен, зашто го правевме ние закон за државни службеници, зашто се повикуваме во закон за зашто ни треба стручен компетентен, тоа е третиот столб на субвенциите. Добро, не треба да се вработуваат нови луѓе во... Треба да се вработуваат, меѓутоа нека си ги испочитуваат процедурите, нека бидат државни службеници, нека имаат одреден стаж. За раководител на оделение треба одреден на минимум 5 години работен стаж. Одговор дека го правите тоа на некој нестандарден или незаконски начин, ако можам да го сватам Јакимовски? Апсолутно Јакимовски не ја знае никаква, ниту една процедура на ниво на законската регулатива или човечките ресурси. Точно да ангажирани се луѓе на ниво на подрачни единици, заради тоа што подрачните единици беа првата алка на ВМРО ДПМН за злоупотребите на субвенциите, за да даваат и пријавуваат или не пријавуваат слободна земја, за да им кажуваат на луѓето, еве ви земја, пријавете за субвенции, не се обработува, немаше никаква контрола и владееше тотален хаос. МВР, И јас полиција ли сте започнувам, вие? МВР и обвинителството имаат и сериозни истраги во Повелете. Министерството за земјоделство, има и соодветни постапки, особено во делот на земјишната политика. А И оваа тоа се факти, злоупотреба на аргументи, службена должност, има што над примате луѓе 40 кривични без пријави лиценци и без поднесен. ништо, кој ќе одговара и вие еден ден ќе Бидете дојдете малце на тапет. парламентарни ако што ве сослушам. Не, повелете. И точно ангажирани се луѓе кои се на ниво на овластени во подрачните единици и кои што најсоодветно и професионално си ја вршат својата работа и во моментално во Министерството се креира нова систематизација, односно заедно со Европската унија правиме функционална анализа на целиот земјоделски сектор за да подобро биде поставено Министерството. Паралелно со Светската банка работиме на длабинска анализа на влијанието на субвенциите, односно на националниот буџет и на европските фондови на развојот на земјоделскиот сектор. На основа на анализите и на резултатите кои што ќе ги добиеме од таа анализа, ние ќе креираме наредната стратегија и идните политики. И само едно ќе напоменам. Ја започнавме реонизацијата како еден од крупните проекти за да точно тоа ни го каже. Дали на ниво на цела држава треба да се поддржува производство на одредена култура или таму каде што најсоодветно има најдобар и најголем принос. Во Свети Николске, пшеницата од овој процес што сега го почнувате. Јас само сакам да најавам еден храбар колку локации направивте со реонизацијата? Реонизацијата ќе се спроведува на ниво на цела Македонија. Тоа е со ова што идеше со окрупнувањето. Тоа е окрупнување. А паралелно се спроведува и проектот за консолидација и е во фаза на носење на законската регулатива за консолидација заради тоа што еден од најкрупните проблеми на македонското земјоделство е раситнатост. И затоа мораме да влеземе во фаза на окрупнување, одберени се 12 региони на кои што ќе започне процесот на окрупнување. И јас би сакал да разговараме за проектите за земјоделските задруги, за консолидацијата, за реонизацијата, за новите мерки и политики кои што отсуствуваа целиот претходен период и заради погрешни аграрни политики имаме показатели какви што ги имаме, а не дека работите ќе бидат сменети преку ноќ и дека за 9 месеци може да ги промениме ние показателите. Но цврсто сум уверен во политиките кои што ги носиме и кои што се долгорочни и кои што ќе доведат до едно модерно и конкурентно земјоделство. Ова го сметам како директно обвинување, значи тој памфлет, таа рецитација научена како на времето 15 септември и се вергла стално, меѓутоа за информација на министерот, бидејќи нели он е доста запознаен. Јас зборам за конкретни проекти. Законот за консолидација на државно земјиште донесен 2013 година. И тука има еден куп мерки кои не се спроведуваат постапките за консолидација? Има еден куп мерки. А вие ако мислите дека процесот на консолидација ќе го завршите со 10 милиона предвидени во новата програма 2018 година, сте се зафркнале. Дефинитивно. Заради тоа што знаете ли колку е уситнето земјиште, колку е просекот на една парцела? Го знаете тој податок? Ајде кажете ми. Има анализа на Светска банка, прочитате. Има анализа. Јас ќе ви кажам 0,3 хектари. Значи, знаете ли вие тоа е резултат на политиките кои што ги водише ВМРО ДПМН 11. Знаете ли колку хектари имаме под пченица, па ќе правите замена на култури? Добро, како до окрупнување сега малку да бидеме поконструктивни. 74.000 хектари. Како да се изведе тоа? Вие не знаете со што располагате. А зборите за поразителни ова, вие не знаете со што располагате. Вие не знаете дека има направено 4 работилници, дека има
не сме оставиле. Прочитајте си го на вашата веб страна на Министерството, бидејќи после ова ќе биде све цензурирано, прочитајте си го годишниот извештај од 2015 година за консолидацијата и отворете си па прочитајте си. Па ќе видите колку работи се направени до тој период и реонизацијата и од 12 региони и почетните 4 работилници се направени и тие работи. Меѓутоа, една работа вие нема да сватите. Вие 2 милиона 4 работилници беа пред 2 месеци. 2 милиона 12 региони беа одберени пред 3 дена. Вас ви се чини пред 3 месеца, меѓутоа во извештајот од 2015 година, во годишниот извештај за работата на Министерството се наведени сите мерки. Прочитајте си ги. Велите дека ова окрупнување што го прават преку тие 12 дека не е добро систематизирано или што? Ама да не се китиме со туѓи перија, бидејќи законот е донесен 2013 година и сите припремни активности се направени 2013, 14, 15, 16. Имаат сега проектот го продолжија по втор пат странскиве донатори со 2 милиона евра, они имаат предвидено 10 милиона денари за оваа година. Само ќе ве прашам. Тоа е малку пари, министре, некако. По мене тоа малку пари. Апсолутно не е запознаен со ниту еден детал од самиот проект. И од блокадата која што во претходниот период постоеше за да не се донесат измените на законот за консолидација. И не е само законот за консолидација. Немаше храброст ВМРО ДПМН да ги донесе овие храбри мерки и за реорганизација и за консолидација, да не зборам за новиот закон за советодавни системи, кој што е една крупна тема која што треба да се разговара со земјоделците. Заради тоа што ајде да ги вклучиме тука. Вие го донесете закон за консолидација. Ако не би бил добар закон, што направивте измена и дополна? Не направивте. Значи дека вие работите по законот. Во собраниска процедура, господине, знам што е во собраниска процедура. Да, таму имате 5 закона кои менјате. Во менјате. собраниска процедура и законот за зелена нафта, во собраниска процедура заврши законот за персонален данок. Тоа се милиони евра пари кои што ќе го поевтинат земјоделското производство за да може да биде поконкурентно и да се движиме кон подобри цени. Со таа зелена нафта ние сите ќе позеленеме една година, ја зборите никако да ја видат. Сега е пролетна сеидба. Во јули месец и август не им треба зелена нафта. Зелена нафта. 9 месеца зелена нафта, ги закочите сите процеси, не донесовте ни еден закон, единствено по хитна постапка донесувате закон за измена и дополнена во деловите на кај што треба да се бира директор. Основно ви е да не знае англиски и основата ви е да го пропушти тестот за интегритет и психолошкиот тест. Што се плашите толку од психолошки тестови и тест на интегритет? Сите измени и дополнени. Добро, сега да му даде можност да одговори за зелената нафта беше прозван. Апсолутно, не знам што има врска законот за административни службеници. Да не го мешаме сега и тоа, бидејќи да не го изгубиме целото време на ВМРО ДПМН се тие кои што 10 месеци ги блокираат сите процеси во државата и знаеме кој го блокира парламентот. Но за среќа Министерството работи и веќе поднесе неколку предлози за закони. Еден е во процедура за укинување на ловечкиот испит кој што го наметна тие. Другиот е за воведување на ловечкиот испит или за измена на полагање на ловечки испит. Па бидете прецизни. Ќе бидеме парламентарни или? Па ќе бидеме, ја ве прашам. За враќање на стариот систем на налагање на ловечки испит, значи имате лошо. Второ, измени на законот за земјоделство и рурален развој, каде што ја предвидуваме мерката зелена нафта. И доколку не беа овие обструкции на ниво на парламент, секако дека законот ќе беше донесен многу поскоро. Јас се надевам дека се е во завршна процедура и дека оваа мерка ќе биде донесена, односно ќе бидат направени измените, на основа на што ќе може да се воведе и оваа година земјоделците, вклучително од оваа година, да користат зелена поевтина нафта, односно да добијат зелени картички, а со тоа и да го поевтиниме земјоделското производство и да ги решаваме на долг рок. Законот за зелена нафта не е системски закон кој се носи со 2/3. Вие владеете на база на парламентарно мнозинство. Вие викате дека имате парламентарно мнозинство со просто мнозинство. Треба да имате 61 присутен, повеќе од половина да гласаат и према тоа не е проблемот обструкцијата на ВМРО ДПМН. Ви изгледа го сонувате ВМРО ДПМН у ноќ. Имате ноќни мори од ВМРО ДПМН. Само кратко да познаеме дека 6 месеци се прави сите анализи и методологии на основа на која што ќе оваа зелена нафта стигне до граѓаните, односно до земјоделците. И таа анализа е направена, направени се предложени измените на законот и земјоделците од оваа година ќе овозможиме да користат зелена нафта. Веројатно и бенефицирани од стаж за земјоделците вие проблем. И какви се вашите во овој дел анализи и мислите ли дека може да се изведе? Значи се уште, како што кажав и претходно, имаме ние
неконкурентно производство и имаме класично балканско производство и количините на нашите производи постепено се намалуваат. Ние како Национална федерација на фармери се уште сметаме дека округнувањето и издружувањето на земјоделците е единствениот пат во кој што може да се изборат на пазарните аспекти и да преговараат, да бидат преговарачи со откупувачите и за да постигнат повисока цена за своите производи. Зошто го велам ова? Бидејќи 85% од вкупното расположливо земјиште во Македонија припаѓа на малите земјоделци, а само 15% од расположливото обработливо земјоделско земјиште е на големите земјоделски стопанства. Токму и тоа ни е потребно, ние како земјоделци да се здружиме во некои организации, кооперативи или задруги, за да можеме, како што кажав, да се избориме и да бидеме конкурентни на пазарот. Исто тука би сакала да доврзам дека за да бидеме конкурентни за земјоделецот да може да произведува поквалитетно и да инвестира, потребен е и добар кредитен систем да се обезбеди. Значи, се уште земјоделците плаќаат високи кредитни каматни стапки. Тука мислам дека треба многу да се работи. Потоа сметам дека селата се повеќе и повеќе на нас ни се намалуваат. Значи, од статистиката која што има Националната федерација на фармери, која што има разработено заедно со мултидимензионалната алатка на VFX за сиромаштија. Значи, нас селата ни се намалуваат. Во овој сегмент не е само селата, мислам дека и не се инвестира доволно во човечкиот потенцијал кој што треба да биде поедуциран, за да може, бидејќи ако имаме таа едукација, земјоделците ќе можат многу поедноставно да имаат и пристапи до фондовите и се разбира да ги следат новите техники и новите современи форми на земјоделско здружување што се во светот. Тоа инвестирање во човечкиот капитал мене ме интересира. Каде го гледам владата, опозицијата, агенцијата? Имате ли представа за тоа како човечкиот капитал да се подигне на повисоко ниво? Повелете министре, па ќе одиме на Екимовски. Апсолутно, советодавниот систем е една од клучните алки и основа на земјоделските политики. Ако сакаме да го развиваме земјоделството, мораме да имаме развиен советодавен систем. За жал, ниту агенцијата за поддршка на развој на земјоделството го има соодветниот, односно доволен капацитет, ниту пак досега сме биле посветени да на терен со земјоделците буквално се посветиме на самата едукација. Затоа цело време зборувам за основните темелни работи кои што системски мора да ги преземеме. Да не збориме за голи политики, туку за конкретни работи. И затоа пристапивме кон креирање на нов земјоделски советодавен систем од една страна и законот до јуни ќе биде донесен во собранието. И јас ги знам сите обструкции кои што биле во претходниот период, се со цел да монополот го држи Агенцијата за поддршка на развој на земјоделството, да не дозволиме да и приватни советодавни служби бидат вклучени во целиот овој процес. На некој начин, последниот период ќе се обидеме и да максимално се почитува добрата земјоделска пракса, дури ќе се донесат соодветни правилници со кои што навистина земјоделците мора да ги почитуваат, но од друга страна ова е важно и за искористување и на европските пари кои што се на располагање, бидејќи ќе бидат врзани и со користењето. Субвенциите ќе бидат врзани со користењето на советодавните пакети кои што согласно новиот систем ќе мора да се пременуваат, за да се знае точно кои мерки ќе се предвидуваат, кои ѓубрива ќе се користат, кои пестициди. Да не зборувам за сите контроли кои што ги направивме и што затековме. Буквално ќе бидеме посветени, но паралелно се кредитираат и мерките преку ИПАРД, кои што 10% е искористеноста на овие средства во ИПАРД 1, навистина сме посветени и преку акредитацијата на новите мерки во ИПАРД, вклучително и советодавните служби, се влечат средства преку кои што земјоделците ќе добијат соодветна едукација и услуги. Тоа е основа и темел на модерното и развиено земјоделство. И ние вклучително тука почнуваме. Тука после Бабовски бидејќи моделот на ИПАРД. Апсолутно се слагам. Значи се гледа дека министерот е добро брифиран и чита одредени акти. Меѓутоа, што ги искривоколчува податоците, тоа е веќе некоја друга работа. Значи, они го јакнат советодавното тело, советници, 18 луѓе кои беа 18 месеца на работа ги избркаа,
побара, а примија само еден советник, раководител на финанси во Агенцијата за поддршка на развој во земјоделството. Тоа име појачување на кадровскиот потенцијал. Меѓутоа, изгледа дека треба да донесат закон, за жал мора да биде системски, дека е забрането да се примаат само ВМРО-вци. Ова е, министре, малце фашизам. Така да јас земјоделството го гледам земјоделството како земјоделство за сите, од сите за сите. Ја не знам јаболката која ќе купам на пазар, дали произвел СДСМ. Јакнеме ИПАРД. Ние сме многу посветени да го јакнеме ИПАРД. Еве, господине министре, можете да си видите и на вашата веб страница на ИПАРД, дека лани сте распишале, не ви беше ВМРО во јули, вие бевте, на 8 јули е распишан огласот за апликации, има 1400 апликанти, а во март имате 4 одобрени. Значи, 4 договора, 9 месеца склучувате за 1400 апликанти. Сега ќе ми кажете за ВМРО. Еве ќе ви кажам за ВМРО. Мерка 101, 102, 103. Од 2009 заклучно со 8 месец 2016 година. Поднесени 3087, одбиени 1015, одобрени 1221, исплатени 620. Значи, 8 јули 2017 година. Не, тоа се апликации кои бараат по мерките. За да јавноста ги знае. Еве, само бројки кажуваме, мораме да знаеме. Од лани 1400 апликанта, вие сте решиле само 4, да кажеме дека сте ги решиле. Еве колку го забрзувате ИПАРД процесот и колку ги користите парите. Добро, тука ќе го вклучам господинот Бабовски, бидејќи на некој начин не поодговорен, или сакавте вие да реплицирате. Бабовски, да, бидејќи во тој дел има малку повеќе ингеренции колку што разбира. Значи вака, нели господинот преѓи рече... Ги молам земјоделците да се подготват во меѓувреме за да одиме со прашања малку и до сите дискутанти. Доколку добро го разбрав се, ако погрешно ве разбрав, ќе ме коригирате дека моментално се вработени и се вработуваат некомпетентни, нестручни личности. Преку агенција за привремено вработување кои немаат статус на државен службеник, а е раководител, началник на подрачна единица се води на ниво на раководител на оделение. Тоа е раководен државен службеник, а е примен преку агенција. И за агенцијата и за министерството. Јас ќе ви кажам дека па ќе ви дадам. Агенцијата во однос на кадровскиот потенцијал сега во овие моменти покажува и докажува дека таму работат високи професионални личности, меѓутоа кои што во претходниот режим не им беше дозволено да ги покажат своите на оваа хунта, они се оправија. Дозволете, јас ве слушам цело време, сум многу покултурен од вас. Вие сте хунта. Значи сум многу попарламентарен од вас и ве слушам без да ви упаѓам во зборот. Ќе ве молам, како што зборувавте вие за ИПАРДот и за квалитетот на вработените луѓе во државни институции, дозволите ми да ви одговорам со што располага агенцијата. Значи, моментално, по она што го кажавте, не сте со бројките во ред, затоа што на 21.7. се заврши, а во мај беше отворен повикот за ИПАРД. Првиот повик. Во сите 12 повици од ИПАРД 1, кој што вие го раководевте, јас само на крајот го доисплаќавме последните проекти, од 120 милиони евра, дали сум точен дека беа 120 милиони евра, искористени и исплатени на бенефициентите се само 16 милиони евра. Што ви покажува тоа? Дека успешно сте го менаџирале ИПАРДот. А што ви покажува оваа бројка што ви ја кажав јас? Не, дозволете и за тоа ќе ви одговорам. Во период 2007-2013 толку ви беше ИПАРДот важен, толку ви беше важна модернизацијата на македонското земјоделско стопанство, едукацијата на нашите фармери, искористувањето на европските пари кои беа на располагање на државата. Сега, за жал, заради таа погрешна политика, ставање на страна на ИПАРДот во фаворизирање на националната програма, која што ви служеше за тоа што ви служеше, вие подобро од мене знаете за што ја користевте, вие искористивте само 16 милиони евра. Колку искористивте вие, прашањето? Ние сега го отворивме повикот. Овие 9 месеца, колку искористивте? Вие ја оставивте агенцијата со 177 вработени од 284 кои треба да бидат по систематизација вработени. Ние сега
со сите напори превзедоме. За вработување сте експресни, нема акционен проблем, план на, ако сакате, огласот е јавен, со високи критериуми во огласот, јавен оглас, на кој што аплицираат луѓе кои ги задоволуваат тие критериуми, за да можеме да го исполниме планот. А знаете зошто имаше преку 1600 апликации? Добро, благодарам. Заради тоа што 2,5 години немавте распишано оглас. Колку решивте? До сега. Па вие се сликавте пред некој ден, Да. подпишавте 4 од 1600. Ја Да, вклучуваме ние тука до сега Мојсовска. имаме подпишано 4, уште 7 се во фаза на подпишување, исто така 85 договори се веќе обработени и последните одговори од апликантите ги чекаме и во оваа година ние ќе распишеме уште 2 огласи јавни од ИПАРД програмата заради тоа што сега намалените ради вас од 120 на 80 милиони, Европа не ги намали парите. Еве, почитувани 60. гледачи, докажуваме дека 4 се повеќе од 620. Ајде. Ако Мојсовска се за вас повелета. Ајде, 10% Добро, реализација да не на од пари овие, кои ви се ако дадени на почнеме, располагање да не одиме, успех. да им пуштиме во толку малку време години, и па на секоја оние за чест. кои што сме дојдени Тогаш овде. не знам што Мојсовска разговараме. повелета за ИПАРД, ако Благодарам. беше прашање. Значи, јас претходно, пред да кажам за ИПАРДот, нели би сакала да додадам дека освен едукација нели на вработените, нам ни е потребно едукација и на самите земјоделци, нели. Мислам дека во таа насока треба да се работи многу, а исто така и јакнење на земјоделските задруги. Како што кажав, само така гледаме по-конкурентно наше производство. Исто тука ние како Национална федерација ги најдовме и болните точки кои што секако решенија за да можеме да се справиме со таа нелојална конкуренција. Тоа се изнаоѓање на нови пазари, потоа нови технологии, развој на позбербени активности и овозможување на развој на преработки и тоа во домашни услови. Како што бараме измена на законот за вино, каде што ќе може и во домашни услови нели нашите земјоделци да си преработуваат вино и ракија. Значи, би сакала овде да напоменам дека ние земјоделците секако сме засегнати нели од климатските промени. Мислам дека тука и многу треба да се вложи во иднина за спречување на, значи за заштита на тие наши производи. Треба поголема поддршка да се даде кон луѓето кои што сакаат да нели да применат такви заштитни мрежи, градобитни мрежи, системи капка по капка. Мислам дека треба во иднина тоа повеќе да се работи, за како што рековте и вие претходно, да не гаснеме пожари. Нашиот земјоделец, значи со моменталната цена, продажна цена на неговиот производ, тој не е финансиски моќен нели да инвестира во заштитни средства и во справување со климатските промени. А знаеме дека најпогодени региони во Републиката се Централниот регион, Тиквешијата, Струмичкиот регион, Преспанскиот регион, каде што ги имаме најзначајните култури кои што се произведуваат во нашата држава. За пченицата, нели, да не збориме за распространета е сега. Тука малку и многу куса реплика. ИПАРДот е една од најбитните прашања и затоа мислам дека треба да посветиме внимание, како што тоа го направивме овие 10 месеци за да јавноста биде информирана. Тоа се неповратни средства кои што доаѓаат во Македонија и кои што минорни се процентите на искористеност во претходниот период, а оставените проблеми се огромни. И тоа го потврдува Европската унија и ова најголемите критики кои стигна кон Македонија при првите средби мои со одговорните во Брисел беше поради тоа што оставена платежната агенција без капацитет да ги обработува барањата и дека немаме никакви други инструменти и процедури преку кои што ние ќе олесниме постапката на пристапот на земјоделците на овие пари. И сметам дека со сето она што го направивме во овој период, една од најуспешните политики во наредните години на Македонија ќе биде ИПАРДот, односно искористеноста на овие средства. Заради тоа што со задоволство кажувам кога отвараме нови огласи за вработување, заради тоа што тоа го правиме и по барање и со поддршка на Брисел, заради тоа што акредитираме 3 нови мерки кои што не биле акредитирани до сега. Тоа се руралната инфраструктура преку која што општините директно ќе влечат пари од ИПАРД, тоа се советодавните услуги и тоа се лаговите и
и лидерот. Нови мерки, односно нови средства кои што ќе овозможиме да ги користат. Министерството е во постапка исто така на анализи и на креирање на соодветен гарантен фонд, кој што ќе значи дека земјоделците нема да 100% им требат средствата за да ги инвестираат, за да после чекаат да им се врати, туку наоѓаме начин и финансиски инструменти, а веќе најдовме и средства, заради тоа Колку што пари? на претходната влада делот од јапонскиот фонд, кој што е многу битна политика, преку кој што во претходниот период на одредени земјоделски лидери им се даваат трактори, а не ги враќаа парите во буџетот, заради тоа страдаше цела држава. Овие 6 милиони евра, кои што Министерството ги има на собствена сметка, во претходните 8 години беа замрзнати, заради тоа што јапонската влада не дозволуваше да се користат. А сега тие ќе бидат за? Апсолутно. Зашто? Стапивме во контакт со јапонската влада, со сите нивни представници, се одобрени, односно ослободени и моментално се креират политиките на кој начин тие ќе ги користиме. Една од опциите е гарантниот фонд кој што ќе биде на располагање на земјоделците, и друга е она што го побара и земјоделците тука, а и представниците за полесното кредитирање, кое што сметам дека исто така одредена тема. Дел од овие средства ќе ги наменеме за ефтини кредити на земјоделците. Ако нешто во овие 10 месеци направивме најцврсти политики, тоа е во делот на ИПАРДот, и сум убеден дека граѓаните ќе ги видат резултатите после неколку години, која е разликата од искористеноста на ИПАРД 1 и која е разликата на искористеноста од ИПАРД 2. Јакимовски Кусо, па одиме со публиката и прашање на Facebook што морам да ги поставам. Да ми одговори министерот, кога ќе биде гарантниот фонд и после зелената нафта или пред зелената нафта, бидејќи гледаме дека ова дојде у безвес веќе една година, едни исти работи збориме, а ништо не работиме. Господин Јакимовски, мислам дека треба пред се да сме сериозни. Па јас сум сериозен. Заради тоа што станува збор за сериозни проекти, а не затековме анализи кои што биле направени. Јас сега треба да ви кажувам колку состаноци, средби и со кого се сум разговарал за овој гарантен фонд и да држиме тука предавања, што никогаш не биле направени. Знаете во колку држави направивме посети само за да го истражиме и за да го најдеме правилниот модел. Знаете со колку држави склучивме договори, колку министри ни даваат поддршка за оваа работа. Со ова ги омаловажувате земјоделците и работата и посветеноста која што Благодарам. Памфлети, повелете да уклучиме малку и од публиката, бидејќи политиката е едно, а реалните проблеми се друго. Добро вечер, јас сум Гранчаревски Јане, сточар. Во областа на субвенциите благодарност до директорот. Субвенциите оваа година се исплатени како никогаш досега, претходните години каснеа, не беа навремени, а ние во областа на сточарството, доколку не ни стигнат, имаме двојна загуба. Доколку ако една се произведе пченица, не стигнат субвенциите, они пример и вештачко ѓубре не се фрлят, имаат загуба, а ние имаме дупла загуба. Ние покрај сточарството огледуваме житни култури. Ако не успеат житните култури, ние треба да купиме дополнително храна за стоката. Ние имаме тука уште еден проблем, но сега со субвенциите се навремени. Добро, може прашање? Прашање конкретно до министрот, апликацијата за ИПАРД досега не ни беше многу достапна. Не можеше да се, документите беа обемни. Ние не сме во можност да идеме до министерството, ни беа затворени вратите во минатото. Агенциите ни беа затворени, требаше тоа све да иде преку некои компјутерски сајтови, а ние сме со стоката, некаде и 20 часа по бачилата немавме пристап. Конкурсите беа затворени и останавме со стара механизација. Конкретно прашањето, дали ќе се подобри пристапот до фондот ИПАРД? Ако може, она што прво сакам да го кажам, дека една од последните владини одлуки кои што ги направивме и насоки кои што се веќе дадени од Министерството како надлежно за ИПАРД до платежната агенција, а заради тоа да не ни пропаднат одредени средства кои што претходните 4 години не биле искористени, оваа година до јуни ќе се склучат договори со околу 800 апликанти кои што конкурирале во мерката 1 и тоа ќе бидат средства со кои што ќе одобриме механизација, односно трактор. И сите тие ќе бидат договорени, склучени и ќе бидат исплатени оваа година. Тоа е еден проект за целокупна модернизација, односно во делот на ИПАРД ние оваа година ќе ги искористиме сите средства во овој дел. Секако дека преку програмата за рурален развој остануваат нови мерки кои што поддржуваат обнова на механизацијата. Но ова е една најава дека околу 800 договори ќе бидат склучени до јуни и реализирани. Второ, токму затоа го зборам и новиот закон за советодавен систем и новата поставеност и на агенцијата и на сите наши капацитети за да дојде
дојдат до земјоделците за да ги објаснат сите процедури. Од една страна ги кратиме, и тоа ќе го збориме во наредниот период, заради тоа што овој оглас беше распишан од претходната влада под едни услови, ние сега при наредното распишување на оглас за ИПАРТ, а оваа година се надевам дека 2 огласи ќе имаме, ќе ги информираме земјоделците првин за кои процедури да бидеме во одговорите, ги кратиме, за да може повеќе прашања да се соцедавни служби ќе имате и отворен пристап, но и ќе ги имате сите информации и наша поддршка во овој дел, заради тоа што крајната цел е целосна искористеност на ИПАРТ 2. Повелете, господине. Иван Ангелов, Национална федерација на фармери, представник на кооперативите. Значи, господин министр, што правиме со законот за земјоделски задруги? Дали ќе се хармонизира, ќе се менува, затоа што имаме веќе 35 кооперативи формирани, а никако да им тргнат. Веќе 5-6 години од кога се формирани, никако да тргнат. Кратко. Апсолутно, кратко ќе одговорам. Министерството е посветено на ова тема. Ова е од едните од крупните теми кои што на долг рок треба да ги работиме. 39, не 35 задруги има во државата. Јас се сретнав и со вашата асоциација и со сите вас посебно. И знаете дека преку ИПА инструментот во овој период добивме проект од 2 милиони евра, кој што ќе биде токму наменет на поставеноста на законската регулатива и на конкретни грантови за постоечките и за формирање на нови задруги. Тоа го праќа сигналот дека нашата политика ќе биде базирана и на окрупнувањето, но и на формирањето на нови задруги и давањето на дополнителна поддршка преку сите програми. Генерално треба да знаете дека 1,8 милиони евра се наменети за директна поддршка за земјоделските задруги и за формирање на нови, но тука и делот на потребните измени во законската регулатива кои што ќе бидат направени. И тоа е еден од приоритетите. Да, повелете, господине. Добро вечер. Пампулевски Ѓубе, председател на Сдружение Новоштари Благој Котларовски од Ресен. Имам до министерот едно прашање. Кратко, кога ќе почне исплатата за доцните пролетни мразеви штетите од 2016 и 2017 година во Преспа, Тиквешијата и Малишевијата? Денеска на владината седница една од точките беше информацијата за штетите од 2017 година. И јас ова неколку пати го објаснувам. Постапката заврши на ниво и на подрачни единици, направени се сите пресметки. Бирото за судски вештачења ги обработи 15.800 барања, кои што како извештај денеска владата го разгледа. На следната владина седница, задолжението од денешната седница на влада е Министерството за земјоделие, Министерството за финансии и Агенцијата за финансиска поддршка во рок од 7 дена, односно од следната владина седница, да достават предлог програма за измена на програмата за финансиска поддршка, за да точно се знаат од кои средства ќе се исплатят. Јас денес 10 пати разговарам телефонски со директорот на оваа тема. Средства ќе бидат определени, владата ќе определи процентот на износ и сигурно дека ќе исплатиме поголем износ на средства од претходните години и дека таа постапка максимално ја заврзуваме. За штетите од 2016 година, кои што се правени незаконски по погрешен закон, по Законот за заштита и спасување, односно биле дадени погрешни инструкции од одреден центар на граначалниците за да започнат постапки, претходниот состав на граначалници за да започнат постапки и за да се вели дека само што не биле исплатени парите, а при тоа знаат свесно дека работат по погрешен закон и дека на тој начин само влегуваме во еден законски лавиринт. Ние и таа работа ја откочивме, предложив на владата акционен план, кој што владата го усвои, со кој што Министерството ги презема овие предмети и започна постапката за обработка, односно постапката за проценки од страна на Бирото за судски вештачења и во тој дел дополнително ќе информираме јавноста за самата постапка како оди. Тоа го правиме под највисок притисок, но во делот на 2017 година, веднаш што владата го утврди процентот, ќе започне исплатата. До кога ве прашува господин? Дали може попрецизно да кажете, бидејќи овоштарите во Преспа, исто и лозарите во Тиквешијата и Малишевијата очекуваат одговор, значи час поскоро, за да не се доведеме во ситуација да се организираат масовни протести и да се врши дополнителен притисок, да се губи енергија и време. Мислам дека ќе можеме тука да најдеме заеднички јазик, да не се доведеме во една таква ситуација. Апсолутно, тоа беше и една причина која што и не мора така да се каже, да
нашите политики прво ги насочиме кон редовна исплата на субвенциите. Знаете дека макотрпно работиме да на време се исплатјат субвенциите, тогаш кога се потребни, и сметам дека тогаш кога се потребни, тогаш кога имате инвестиции. И таа наша политика ќе продолжи, но и овој дел, како што ви кажав, денеска се усвои информацијата на владата за тоа дека се завршени обработката, тоа не е наша работа. Конкретно беше прашањето, министре, имате ли рок во овој момент што можете да го соопштите или не? Значи, јас сакам уште веднаш да започне исплатата. Не, дали имате некој рок кој што е во процедури и правила и уредби и закони по кои што се работи. Во најскоро значи немаме што владата го утврди процентот и штом се договориме и скоординираме. Не, во смисла дали е тоа месец, 2, 3 или 6, тоа е прашање. Мислам дека за неколку недели тоа ќе биде завршено. Добро, тоа е веќе некаков конкретен одговор. Ајде, му повелете. Дали господинот министер запознае дека во минатите години злосторничката влада на ВМРО ДПМН ги исплаќаше штетите во висина од 100%? Го прашувам, бидејќи нели епитетите он ги наметнува. Знаете ли да ми кажете колку штети се исплатени? Па еве, ќе ви кажа. Зошто од 1 јуни наваму исплаќавме штети од претходни 2014 Зошто ги лажевте граѓаните дека во 2016 само што не ги добиле парите, а сте ги правеле по погрешен закон, односно сте ги правеле незаконски. Значи сте ги лажеле. Господине министре, ако идеме за волја на вистината, ајде сега бидете еднаш оваа вечер искрен и фер, па кажете колку пати ги носевте документите до биро и ги враќавте. Колку пати? Како колку пати? Па ги однесовте, па ги вративте. Па после баравте некои други заврзлами, па пак ги вративте. Во бирото од август месец до сега 3 пати или 4 пати ги враќавте и ги носевте документи. Ако зборите за постапките од 2016 година, точно... Не, збориме за постапките од Ресен, од минатата година 2017, Кавадаречко, Ресенско и Беровско. Може ли да за тие збориме. За постапките од 2016 година, токму заради погрешната и незаконска процедура по која сте ги почнале. Ова е за кривична пријава. А по однос на 2017 година, вие сте јавна личност. Вие за ова што го зборите за јавно изречен збор треба да имате одговорност. Значи не е точно дека е правено од 2014, 15, 16 година е правено по оваа методологија. Еве директорот е тука, ќе каже кои штети беа исплаќени. Дали само да ве прашам. Добро, јас сепак би оставил малку простор, имаме уште во ова. Може кажам, и штетите на земјоделските површини од 6 август, неповолниот настан што се случи околу Скопје, се исплати пред некој месец. Не го исплатите ви? Се исплати и тетовските уште у бившиот, уште лани поплавите у Тетово беа исплатени, поплавите у Битола беа исплатени, Пелагонија, Штипско и така натаму во висина од 100%, а вие ќе им дадете 10 или 20%. Си го кажавте своето, во ред повелете. Само сакам да кажам дека јас денеска владата информирав за сосема нов функционален систем за заштита од ризици и тоа е резултат на политиките во Министерството. Во недела ќе одржиме трибина заедно со сите осигурителни компании и ќе ги представиме сите инструменти како државата, земјоделците да бидат заштитени. Како ова да не ни се случува повторно. Добра, повелете. Точно во таа насока и моето прашање што правиме со осигурителните компании. Значи, земјоделците се доведуваат во ситуација не само што не им се навремени исплатени премиите од осигурителните компании, не само што не е прецизно и точно извршена проценката, него се доведуваат во ситуација да плаќаат тужби, да бидат тужени од осигурителните компании за делот каде што агенцијата треба да го префрли до, агенцијата за финансиска поддршка до осигурителната компанија. Дали тука ќе најдеме некој заеднички јазик? Тоа е до вас, министре, а до вас, директоре, едно прашање. Дали и понатаму ќе бидат постапките, процедурите за апликација за ИПАРД програмата толку сложени и со толку повторно враќање на целокупната документација назад, затоа што имавме на вистина реален проблем, ни беа барани документи кои еднаш, 2 пати, 3 пати и 4 пати сме ги праќале. Ви благодарам. Апсолутно, јас го начнав тоа прашање. Ние започнавме диалог и со Агенцијата за супервизија на капиталното осигурување и со сите осигурителни компании. Во недела почнуваме еден нов процес во кој што ќе ги презентираме и заедно со земјоделците, со сите засегнати страни, креираме новите решенија на краток, на среден и на долг рок, се со цел да бидете заштитени. Тука го вклучуваме инструментот Европа ЕРЕ
каде што Македонија е член и каде што имаме соодветни финансиски средства како држава вложено, но немаме никаков бенефит, односно не сме биле паметни досега да ги користиме, и Европа ќе биде еден од системите кои што ќе го промовираме, но и сите други мерки кои што си во делот на советодавните услуги ќе предложиме соодветни законски измени за да се усогласиме овие постапките околу правењето на штетите и помеѓу сите закони, но Министерството е на секој можен начин насочено и кон привлекување на инвестиции. Во овој дел знаете дека неколку израелски компании дојдоа доброволно и монтираа соодветни системи на заштита и во тој дел работиме интензивно на изнаоѓање на еден комплексен сет на мерки преку кој што ќе го осигураме земјоделското производство. Добро, благодарам. Да. Имаше за вас само кратко е молам, можете кратко. Значи, во однос на процедурите за апликација во ИПАР 2, ние наследивме навистина една програма која што едни процедури кои што беа креирани порано и во овој период увидовме кои се реалните проблеми со кои што се заќаваат сите апликанти и веќе сме во фаза на поедноставување на процедурите да можат бенефициентите што полесно да дојдат до овие средства со целокупна стручна помош која што е од наша страна и верувајте дека наскоро тие програми во склад со договорот со Брисел, односно со DG Agri, ќе бидат усвоени и ќе ви биде многу поедноставно самото аплицирање. Добро, имаме прашање од Facebook, што е со системите за водоснабдување во Кочани? Многу влади ветуваа дека ќе бидат поправени, ставени во функција, вика па после нема Орис Македонија да јаде. Имате ли за тоа некакво сознание? Апсолутно. Првин законот со кој што е формирано акционерското друштво во АД Водостопанство е донесен на некој начин на сила и се работи за акционерско друштво кое што навистина мора да претрпи соодветни суштински измени. Ние сме целосно посветени во овој дел и ветивме пред граѓаните дека минимум 10 милиони евра годишно ќе трошиме, односно ќе инвестираме во системи за наводнување. И кога збориме за вкупното земјоделско производство и за сите овие политики, наводнувањето е еден од клучните делови. Јас може да тврдам дека оваа прва година од мандатот не само 10, туку ќе го надминеме овој дел. Заради тоа што околу 8 системи за наводнување веќе ги реализираме преку ИПА програмите. И Кочанскиот сега ќе влезе во ревитализација на Кочанскиот систем. Треба конкретно да провериме во што е проблемот. Значи, проблеми со системи за наводнување со неичистени канали ни се јавуваат секојдневно. Добро. И друго прашање од Facebook. Водостопанство не е на задоволително ниво. Друго е прашањето. Ќе се прави ли ревизија на сомнителните субвенции? Се прави ревизија први на тоа како е доделено државното земјоделско земјиште и во моментот се раскинуваат договори каде што тоа се констатира. Имаме нови системи преку кои што ќе вршиме контрола заедно со платежната агенција. Тоа е основан и на субвенционирањето. И во делот на тој начин и ќе дојдеме до тоа да бидат исконтролирани и исплатата на субвенциите, односно исплатата на субвенциите да оди кај вистинските земјоделци, а не кај неколку фирми, кај неколку луѓе како што тоа беше до сега. Една од новите политики на владата, јавноста веројатно знае, е лимитирањето на исплатите на субвенции. Во претходниот период се дозволуваше да една компанија земе субвенција од 2 милиони евра или да земе штета од 4 милиони евра. Сега по новата програма уште од оваа година го лимитираме на 300.000 евра за да не може да се случи било каква манипулација во овој дел. И ни за други намерки кои што се во делот на Дали ќе има субвенции за органското производство бабовски? Да. Веќе ги работиме и за многу кратко луѓето ќе си ги добијат средствата. Добро, И прашање. едно од најголемите зголемувања во делот на субвенционирањето е органското производство. Прашање до господјата Мојсовска, зошто кога беше советник во Совет на општина Неготино не и беше гајле за лозарите? Јас не знам од кај ви е таа констатација, дали не ми било гајле за Прашање лозарите. од Facebook. Само поставувам, ова беа све прашања од Facebook. Значи, мене секогаш на прво место ми се лозарите и земјоделците, а потоа се друго, нели, поред. Секогаш со своји ставови сум заземала за исплата на грозјето, за исплата на производите кои што земјоделците ги произведуваат. Така ние и како Национална федерација на фармери апелиравме 2016 година нашите лозари да не предаваат грозје, нели, во
откупниот центар, каде што веќе неколку години не е исплатено, но секогаш нашите настоки се во тоа во заштита на Џумаилија, дали земјоделците. ќе биде доделено земјиштето? Да. Во наредните 10 дена ќе биде распишан огласот за Џумаилија. Тоа е проект кој што го работевме неколку месеци, заради тоа што наследивме проблеми на неичистени КП парцели и на констатација дека и во претходните огласи се дадени на оглас парцели во кои што имаме други сопстvenички. Ќе имаме ли нов субрата рој во Џумаилија или првин, она што го ветивме и пред граѓаните и пред земјоделците е дека ќе возможиме да дел од земјоделското земјиште го добијат мештаните, односно и во наредниот период да имат и законски и по правилник приоритет луѓето кои што се таму. И може да тука потврдам ексклузивно дека 600 хектари ќе бидат наменети во консултации со градоначалниците за луѓето кои што се таму, за да сите добијат парче земја, а околу 800 хектари во 8 блока ќе бидат дадени на јавен оглас. И меѓународен ќе биде огласот или? Да, тоа е оглас за до 3 и над 3 хектари. Добро. Во Министерството формиравме работна група за измени на Законот за земјоделско земјиште, заради тоа што се констатирани низа неправилности при самата ревизија, но овој оглас ќе биде распишан по постоечката легислатива. Добро, тука ги повикувам поентите на вечерашната емисија. Во текот на 2017, онај хаос што го најдовме од 2013, 14, 15, 16 за неисплатени субвенции, се потрудивме во најкусможен рок тоа да го направиме. И како еден илустративен пример, според нашата анализа и економските показатели, ние на крајот на 2017 имавме реализација на буџетот од 99% во директни плаќања. Вие оставивме целокупна стратегија, 2 среднорочни стратегии, програми, завод за платен за следење на цените и целиот институт што се вика земјоделство го оставивме. Ги уведовме субвенциите, ги уведовме мерките, ги поставивме согласно европската политика на 3 фонда, на 3 столба и сега вие ми кажувате СДСМ вака, СДСМ вака. Ако не се субвенциите, че ние земјоделците ќе престанеме да произведуваме храна. Значи субвенциите се добредојдени во секој случај, секое нивно покачување и секоја помош за земјоделците од наша страна се добронамерни. Не постои никаков систем во Министерството на основа на што понатаму се доаѓа до исплата на субвенциите. Пример ќе ви кажам. Не постои систем во кој што се внесени сите договори за концесија на земјоделското земјиште. На основа на собственост на земјиште и на основа на договори склучени со Министерството за концесии, тоа е базата на која што понатаму се исплаќаат субвенциите. Ние ги немаме во еден систем, ниту во еден компјутер. Да, повторно во живо во студиото на 24 отворено. Тука сме да ја одјавиме емисијата. Ако имаме уште некој последен коментар, по 1 минута да дадеме, ако сакате, као завршен, ајде повелете, Акимовски се јавивте прв. Па еве, јас, бидејќи времето е кратко, значи, оваа емисија не е ништо ново. Јавноста можеше да се увери дека во наредниот период ќе викаме дека све е ВМРО криво и за ланскиот снег, така да остануваат големите предизвици во земјоделството. И овдека е апел да сите заеднички издружено, дали сме позиција или опозиција, бидејќи земјоделци има и кај едните и кај другите, да седнеме и да ги направиме оние работи кои изискуваат законот, Европската унија, сите директиви кои треба да ги транспонираме во нашите закони и така да што побрзо престанеме да се обвинуваме едни и други, тоа земјоделците ќе имаат представници на кои им доликуваат такви представници кои ќе работат за нивното добро. Се додека ги правиме овие работи, значи и додека идеме како програма ќе, ја денеска слушнав 5 милиона ќе, а ништо немаше реализирано, се до тогаш додека ја губиме енергијата во зла крв, се до тогаш ќе имаме проблеми, иако можеме да ги надминеме заеднички. Николовскова, како подадена рака од опозицијата за крај на оваа емисија или? Не е подадена рака, тоа е ние пак ќе бидеме конструктивна опозиција, меѓутоа нашиот председател се изјасни дека ние ќе поддржиме сите можни реформи во државата, затоа што и се потребни на државата, а не на Миле Јакимовски или на Љупчо Николовски. Мислам дека во овој сектор на вистина длабински и суштински започнавме со
со реформи и со многу нови проекти кои што се од интерес на земјоделството. Не можат проблемите кои што се наследени да се решат преку ноќ. Огромен е секторот и сметам дека со она што го поставивме како наша програма и како наша стратегија во наредниот период, навистина показателите после неколку години ќе бидат сосема спротивни, ќе имаме интегриран систем на управување со земјоделско земјиште, ќе имаме развојни субвенции, ќе имаме целосна искористеност на ИПАРД, ќе имаме целосна искористеност на средствата кои што преку ИПА инструментите ни стојат на располагање, ќе имаме нови системи за наводнување, односно некои основни главински политики на кои што сме насочени. Ќе видиме, намерите како добри. Повелете кратко, баба. Може кратко, пошто и агенцијата како институција е таму каде што се слева, јас можам она што го работев до овој ден да го кажам дека ќе си продолжи натаму. Благодарам. Дамата за крај. Благодарам. Јас би сакала да кажам дека не го спомнав, нели повеќе дебатиравме, но не го спомнавме најболниот и најгорлив, не најдовме решение, нели како ќе се соочиме ние земјоделците во иднина со пласманот. Мислам дека тука треба да работиме повеќе на договореното производство и почитување на тие договори помеѓу земјоделците и откупувачите. Исто тука треба да се изнајдат мерки и начини да се седне и да се дебатира, да се дискутира со еден добар диалог со кој што ќе имаме сите бенефит. Треба да се разбереме дека Македонија ни е аграрна земја и нашиот земјоделец не му е тешко да произведе, најтешко му е да продаде. Само ако имаме добар пласман и добри, барем еден денар повисока цена за нашите земјоделски производи, ние ќе остане за решавање во наредниот период. Почитувани дискутанти, ви благодарам што бевте гости во вечерашното 24 отворено и на вас, почитувани земјоделци, ви благодарам што дојдовте и ја поддржавте дебатата. Почитувани гледачи, останете со телевизија 24, следува Преспав.